Точната каматна стапка на кредитот што ќе се добие од Обединетото кралство се уште е непозната, бидејќи нема конкретен проект, вели министерката за финансии Гордана Кочовска. Таа додава дека заемот од 6 милиарди евра има рок на отплата од 10 години. Во него се додава дека парите ќе бидат повлечени од време на време, кога капиталниот проект ќе биде подготвен за финансирање, зашто владата на Велика Британија ќе гарантира дека Северна Македонија ќе ги врати парите на британските комерцијални банки навремено. Така што сега во овој момент јас не би можела да зборувам за повеќе детали, затоа што немам зрел проект пуштен во Министерството за финансии, врз основа на кој јас ќе барам понуди од повеќе банки и ќе излезам да ви кажам колку е точно каматата. Никаде не пишува дека имаме задолжително повлекување на 5 милиарди и заради тоа јас постојано потенцирам проектно финансирање. Во проектно финансирање вие имате најпрен зрел проект. Иако денес во Лондон беше потпишан само меморандумот за соработка, од Стопанската комора велат дека во овие проекти ќе учествуваат и домашни компании за спроведување на изградбата на објектите. Првиот човек на оваа комора, Бранко Азески, во исчекување на овие средства, исто така си стави шапка во британски стил, надевајќи се дека овие кредити ќе бидат инфузија за домашните градежни компании. Тој рече дека колку повеќе овие проекти ги добиваат домашни компании, толку повеќе пари ќе останат во нашата економија. Ќе бидеме задоволни нашите компании да добијат работа, а дали ќе биде 70 или 65 или 55 од работите, тоа што ќе го сработат да го изработат квалитетно и да имаат можност да конкурираат и на други проекти надвор од Македонија. Ние сметаме дека градежниот сектор во Македонија, особено во делот на нискоградбата, во изминатиот период беше некако ставен по страна на тендерите што беа во изминатиот период. Нашите компании, освен како подизvedувачи, не добија некој значаен проект. До сега е најавено дека со овој заем ќе се финансира третиот сегмент од железничкиот коридор 8, поточно железницата кон Бугарија, Штипската болница и Гичевската болница. Се очекува новиот универзитетски клинички центар Мајка Тереза во Скопје да биде проектиран врз основа на овие финансии. Единствениот интерес на британците од оваа поддршка, велат тие, ќе биде каматата и никакво друго економско политичко влијание.